во свет каде што сите следат по некоја звезда, бараат по некоја нова звезда, или пак некој можеби ќе каже во свет каде што се раѓа нова звезда, некој може ќе каже дали ова е вистинска звезда, или има некои што ќе кажат уште една кинеска копија. Гледам дека дел од моите колеги така го најавуваат, така гледат да го представат. Јас само ќе ви кажам, ова е Geely Starray. Поголемиот, односно најголемиот модел во моментов што го нуди Geely и бренд кој што направи еден револуционерен настап на македонската сцена, не само на македонска сцена, туку и на европски пазар. Направи таков револуционерен потек каде што не продаваат огромни количини, но продаваат многу и исто така Geely стана многу сериозен бренд во конкуренција. Geely е бренд кој што сите го зборуваме за многу краток временски период, почнавме сите да го зборуваме, сите да го гледаме и сите да сме заинтересирани за некој модел. Starray е поголемиот од Coolray, тоа видео веќе можете да го погледнете тука, а Starray сега ќе ви го покажам баш онака како што треба. Ова е Geely Starray, луѓе, ова не е само уште еден SUV, ова е буквално фантазија на тркала. Ова е ремек дел од автомобил, од SUV, бидејќи за еден вака голем, масивен автомобил да се направи дизајнерски, да изгледа вака стварно убаво, треба некој да се помачи, да се сработи својата домашна, бидејќи стварно има толку многу убави линии, каде да го гледаме толку изгледа остро, убаво, модерно, со толку многу прекрашување од убав позитивен аспект, бидејќи сите овие прекрашувања стварно му дават една многу убава, му дават еден убав акцент на модерен автомобил, на масивен, на моќен, мислам предницава не изгледа на ништо европско. Може би рекол малку ме потсетува на америчко, на Cadillac напред, на Lincoln, нешто стварно многу убаво, ретко, не секојдневно. Не кажам дека ископирано од нив или дека наликува на нив, туку кажам моќноста како ми наликува. Второ, како да го гледам и од страна и од позади, сите тие прекрашувања стварно убаво му лежат. Од позади малку различен дизајнот од напред, но изгледа фантастично и многу ми беше кеф кога премиерата европска, би рекол, се направи во Македонија, кога Geely како бренд се представи тука во Скопје и имавме можност за прв пат пред сите да го видиме Starray во живо. Бев фасциниран од изгледот, од дизајнот, изгледа стварно многу добро со сите тие светла. И нешто што ми е многу кеф, што сега можам вас да ви го најавам, е дека од епизода веќе можете да нарачувате и помоќниот мотор, бидејќи тука во овој тест примерот го имам 1,5 турбобензинскиот мотор со погон на предните тркала, а веќе го имам ценовникот и за 2.0 турбобензински мотор со 280 конски сили, ако лажам нешто тука е точната бројка, и погон на сите 4 тркала. Така да тоа е нешто што премиерно сега можам вас да ви го представам, а сега ќе се префрлам внатре за да ги видим и внатре сите тие убави линии. Вау! Мислам, како изгледа убаво надвор, така и тука внатре внимавале многу на детали, многу на ситници, на квалитет на изработка, буквално на се. Браво за Geely, браво за Starray. Мислам, ова не ми е нешто ново, бидејќи од Coolray бев исто така фасциниран, но Starray ми е еден чекор погоре, бидејќи ми изгледа стварно малку поубаво. Изгледа модерно, но за разлика од Coolray, кај што малку по-спортски, тука ми изгледа малку така посериозно. И неизбежен е големиот 13,25 инчен, ако лажам, ама 13 инчен екран. Може би некој ќе го сака, може би не, поради неговиот големина и поставеност, што изгледа како Тесла, а мене ми се допаѓа, бидејќи вака ми е едноставно по-практичен и нешто што не сакам кај другите автомобили, а тука тоа го има. Едноставно трендот да се поставуваат големи екрани кои што се непрактични, мислам стварно не ми ја гледам логиката. Тука ми е стварно многу убаво менито кој што е многу блиско на телефон и буквално секој функционирање ви е многу познато од телефон, бидејќи вака доаѓате до некои шорткатс, како пример драйв модови, како некои брзи опции за безбедносни системи. Внатре секако си имате еден тон опции за работа на не ни требаше радио сега.
за автомобилот, од безбедносни системи, од светла амбиентални, бидејќи многу убаво, многу кул момент, што овде низ целиот интериор уствари се поставени како пианопластика, но таа пианопластика за прв пат ќе кажам дека ми се допаѓа бидејќи таа свети. И плюс што може да се направи да игра осветлувањето според музиката, примерно од радио. Многу кул момент и многу убаво навечер изгледа, многу девојки ќе фасцинирате со тоа. Второ е и самата рачка за излегување дизајнерски така направена да не знаете каде, после ќе видите дека е многу практично, многу убав квалитет на изработка има. Тука горе има како алкантара, како превртена кожа, убави материјали надоле. Има многу пианопластика што не ми се допаѓа бидејќи ќе се изгребе тука доле, две остави за шишиња, две остави за телефон, кој што едниот е бежичен полнач, инаку имаме USB портови тука доле кој што има една поголема остава и голема остава има нормално поднаслонот за раката кој што е климатизирана. Грејење на седишта, убави кожни седишта, нормално гледате панорама горе дека има, ако стартувам и дадам контакт ќе се отвори нормално. Убава панорама, убави седишта, комотни седишта, не се спортски, мислам наликуваат како спортски со тие потпори, но се убави и убава боја на седиштата, некоја сиво со светло сиво, многу убаво. Убав волан, еве може би дал само една критика тука напред, е тоа што екранот има косина, не знам дали можете вака точно да видите, има косина која што кога возам некој пат ми е може би позакосено тоа што би сакал да биде. Би било интересно ако може да се придвижува екранов некој пат и да го исправам. Тоа ми е единствена критика за екранот. Иначе системот функционира безпрекорно. Сега јас одбрав погрешни опции. Значи функционира безпрекорно, работи одлично. Немам никакви замерки. Тоа значи кога сега се префалам позади за да видиме каква е комоцијата таму. Стварно убаво, комотно, имам многу простор за нозете, многу простори за главата, особено со панорамата, стварно уште поубаво, покомотно, посветло тука. Тоа на волку топло, може би ми беше грешка што ја отворив, но убаво е, комотно, ми се свиѓа аголот на седиштата на поставеност, бидејќи стварно можам да уживам, да се спуштам и да спијам, да уживам на многу километри. Од друга страна е позитива тоа што доле нема тунел никаков, се е рамно, што значи како тројца патници можат без никаков проблем да се возат и да немаат никакви проблеми ниту за нозе, ниту за рамење, бидејќи е стварно многу широко тука позади. Нормално наслон за раката ако се возите двајца патници со две остави за шишиња, лесно достапни ISOFIX куки, два USB порта тука позади, едниот Type C, другиот Type A и една мала остава која што можете да искористите за телефон, за ситни парички. Нормално имате остави тука кај седиштата, истиот квалитет на материјали го имате и тука позади, што е позитива и предност и тоа мора да се пофали. Се на се, многу комотно, многу широко, можете да ги испуштите нозете под седиштето, стварно уживате луѓе, многу простор. И се останува да ви го покажам уште багажникот и да почнеме да го возиме. 650 литри багажен капацитет, машала, ќе имате доста за товарање, имате многу простор кој што можете да го искористите за целото семејство. Оваа даска може да оди на две нивоа, како што можете и да видите сега. Сега е ставена на долното, може да се стави горе за да биде совршено рамно, иначе под неја имате резервно тркало што можете да го искористите во не да боже случаеви. Две остави од страна кои што вие остави се вадат, веројатно се вадат малку по-силно ако ги потегнете, да, сега да не искршам. Нормално за качалки нема куки, да, нема куки за жал. И тоа е тоа. И нешто што искрено ми фалеше е автоматско отварање и затварање на вратата. Мислам не дека нешто премногу ќе се помачам за да затворам вратата, но искрено очекував. Ајде сега да го возиме. Веќе претходно имам спомнато дека Geely како бренд е собственик на Volvo, има голем удел во Mercedes и многу други брендови, светски брендови се во нивната групација, голема, станува збор за голема групација и станува збор за многу сериозен и бренд и групација кај што настапуваат прво многу сериозно и на европски пазар, но и на кинески пазар. Во Кина стварно не сме свесни што се има да ни понудат.
од само ова што го гледаме, а ова што го гледаме особено во последниве неколку години, стварно е фасцинантно луѓе, фасцинантно, но Geely Starray, а конкретно ова сега денес што ќе го кажувам, е 1,5 турбобензински мотор кој што произведува 174 конски сили, кој што има погон на предните тркала, убави перформанси, стварно немам збор, и кога го возев кулереот бев изненаден од тие перформанси што ги има, како работи целиот склоп, стварно многу убави возила. Кој ќе почнете да возите, ќе приметите нешто што мора да бидете свесни при секој тест возење кога ќе гледате да купите нели ново возило, изолацијата, начинот на како е сработен, окей, квалитетни, односно меки материјали може скоро секаде сега да најдеме, но работата како е сето тоа склопено, дали ќе ми крцка, дали ќе ме нервира додека возо, не, тука тоа го нема, тука е многу искулирано, нема преголема драма, ни тука е перформансите, иако на хартија звучи 174 конски сили, мислите дека ќе полетате со тие конски сили, супер се, одлично функционираат, имате добри конски сили на располагање, но не е драматично, не е нападно како што знае да биде во одредени кинески модели, еве конкретно ќе кажам. Тоа се случува во европските брендови, знаат да бидат престартни, тука го нема толку многу поискулирано е, но морам да признам дека имам неколку критики кои што ќе ги напоменам околу перформансите, конкретно станува збор за тргнувањето, јас најчесто тука го приметувам. Ајде вака, кога ќе го стартува моторот, автоматски ме дава во еден од режимите 4 ги има, Intelligent, Eco, Comfort и Sport, го става во Comfort и во Comfort е баш успан. Значи треба да дадам газ некаде околу 2000 обртаи за да почне да ја прима гаста. Мислам, да почне да ми повлекува, особено ако сум малку на угорнина. Сега, ако го ставите во Intelligent, како што јас секој пат гледам да го ставам, бидејќи тука најубаво ми функционира, бидејќи тука прави склоп од сите други режими што ги има и се, нели, интелигентно, паметно се координира според потребите. Но повторно има, да го кажам, благ дилеј, благо закаснување на дадените команди што му ги давате. Му треба време додека, сега треба да тргнеме. Сега тука ќе возиме. Има такви моменти, но искрено тука се лажеме, бидејќи кога ќе прочитаме 174 конски сили, вие сакате да шлајфува. Ако го шлајфува, па тоа ни пречи. Затоа најдобро е кога ќе го возите Geely Starray да го ставите во Intelligent мод, за да го почувствувате како што треба и да немате после одредени критики дека нема перформанси. Гледам дека одредени мои колеги тоа го кажуваат и тука се лажеме сите, дури јас добив слика како чека до толку ли нема перформанси Starray. Не, има многу перформанси, само што треба го одберете вистинскиот мод, вистинската опција. Кога ќе одберете вистинската опција, стварно работи феноменално. И има за доцнување повторно во гаста, пример сега кога стапнаме 3, 2, 1 и сега влече, значи сега влече. Му треба време да укапира, добро сега може да одиме. И кога ќе укапира, влече луѓе, стварно многу повлекува. И јас не би рекол дека има потреба да се оди кон нешто помоќно, но гледам дека има многу голем интерес кон помоќниот мотор. И како што кажав, јас сум среќен што можам јас прв да ви најавам дека во Македонија веќе го има ценовникот и за помоќниот мотор, односно 2.0 со погон на сите 4 тркала и со 200 и колку конски сили да ви кажав. Значи тој мотор веќе можете да го нарачате, односно тој пакет на опрема го има во нарачка, кога ќе пристигне ќе ви кажа точно од Geely, како и да е, тоа веќе го имате во опција, ако го сакате, значи можете и на тоа да размислите. Иако сметам дека немате потреба од погон на 4 тркала, немате потреба од толку многу конски сили, толку голем мотор, мислам, оке, не му се чувства тежината кога ќе се натовари, нема мака со сето тоа, единствено само тука
проблемот е да го одберете вистинскиот режим. Но да си се вратам на другите работи, како што кажав и во првата епизода, овој бренд нормално ги користи сите бенефити што ги има Volvo, Lynk & Co, нормално си ги делат тие информации, си ги делат тие технологии и ви имате на располагање одлични системи за безбедност, одлични системи кои што функционираат беспрекорно и нема да ви кажам сега дали тоа функционира вака или онака, бидејќи стварно кога се каже дека некој ги има истите технологии од Volvo, тогаш знаеш дека е еден од најбезбедните автомобили. Така е и со стари, едноставно овие системи се толку искулирани да не ви прават дополнителна драма при возење, да фрла од една лента па во друга, па си кажеш чекај малце зашто ми укочи воланот. Не, многу убаво, многу искулирано, многу добро, многу прецизно работат сите тие системи и ги имате сите на број, значи се што се нуди од безбедност тука го има во овој пакет. Исто така се што ја сакате од комоција како нели панорами, кожни сеишта, греачи на сеишта го имам и за оваа цена стварно Стари се истакнува многу повеќе од целата негова конкуренција. А е голем, луѓе. Че стварно е голем, уште малце ако барате поголемо од ова, треба побарате и дозвола за градба за куќа, бидејќи стварно не гледам потреба за едно нормално семејство да барате нешто поголемо од сето ова. Ова ви е ранг на спортаж, на Тусон, стварно убаво, големо, практично, широко возило. Така да имам само убави коментари покрај тој негативен коментар за кој што се задржав малку повеќе, но би сакал да се разграничи, да го имате тоа како факт, го знаете, но еве да ви кажам и реалната слика каде треба да се насочите. Инаку многу ми се допаѓа што воланот е нека убава големина, ни преголем ни премал, баш онака како што јас го посакувам. Убаво се управува, има нормално, не може да се избега од физиката, мислам физиката не е некоја работа за која што може да се направи компромис, но Geely тука успеале максимално, мислам, да го сведат на минимум клатењето, го има, присутно е, но не е така негативно нападно. Току искулирано и го очекувате во тие моменти. Ми се допаѓаат искрено сите педали, убаво реагираат, имат убав осет над самите педали, над самиот волан и од друга страна многу ми се допаѓаат камерите кои што имаат одлична графика, но ми се допаѓа што кога ќе дадам жмигавец кон одредена страна ми дава агол како од позади, некоја измеѓу птичја перспектива и страничен поглед кој што имам одлична прегледност за што се случува околу мене. И нешто што и јас и сите други со мене го приметивме во Стареј, колку многу е тивок, колку многу добра изолација има пред се, но колку е тивок моторот, дури надвор кога ќе излезете моторот, не знаете дали е запалена колата или не. Значи многу тивко работи, многу добра изолација има тука внатре. Второ, кога ќе затворите со врата, мислам апсолутно се осеќа и на самите врати колку е добро сработен на автомобилот. Цената веќе ви ја кажав, 35.990 евра. Нормално, посетете го салонот, сигурно ќе има и некоја корекција на таа цена, бидејќи во цело време имаат по некои акцијски понуди, што е фасцинантно и што е супер, искористете ја, ова цена е стварно одлична. Воопшто не е многу, бидејќи како што видовте изгледа нетипично, ниту европски, ниту амерички, ниту кинески. Внатре многу убаво, многу квалитетно, вози одлично, убаво. Така да видете ги, вреди овој модел, овој бренд за оваа цена, искрено ќе кажам, бидејќи се истакнува од се кинеско, но се истакнува и од се европско. Убав модел. Така да направете subscribe ако немате сега направено и се гледаме наскоро со ново видео, а вас ве чекам во коментар да ми пишете што мислите за Стареј и нормално што сакате наскоро да видите. Чао!